40-годишниот Тони Станоев е осомничен за трократното убиство во Кавадарци. Полицијата против осомничениот поднесе кривична пријава за сторено кривично дело убиство. Осомничениот денеска околу 11 часот беше донесен во Основниот суд во Велес. Му беше одреден бранител по службена должност, а потоа беше предаден на јавен обвинител и потоа изведен пред судија во претходна постапка, кој му определи мерка притвор во време трајање од 30 дена. Станоев се бранел дека тој не представувал опасност за околината и барал да не оди во притвор, но тоа судијата не го прифатил. Да ја слушнеме изјавата на портпаролката на Основниот суд во Велес, Габриела Гајдова. Подонесена наредба за спроведување на истражна постапка од страна на Основното јавно обвинителство Велес против обвинетиот за 3 кривични дела убиство, член 123 став 1 од Кривичниот законник. Основното јавно обвинителство Велес до судијата на претходна постапка на Основен суд Велес поднесе предлог за определување на мерка притвор против обвинетиот. По спроведената постапка, судијата на претходна постапка донесе решение за определување мерка притвор спрема обвинетиот во трајање од 30 дена, сметано од денот на неговото лишување од слобода. Мерката притвор е определена врз основа на член 165 став 1 точка 1 и 3 од Законот за кривична постапка, односно поради постоење на основен страв дека доколку истиот се брани од слобода ќе се даде во бегство и нема да биде достапен на органите на прогонот, и поради постоење на опасност да го стори делото со кое што се заканува. Согласно Законот за кривична постапка, пред судијата на претходна постапка, странките се произнесуваат само по однос на мерката притвор. А во однос на кривичното дело, истиот, согласно одредбите од Законот за кривична постапка, ќе треба да даде исказ или да се брани со молчење пред надлежниот јавен обвинител. Осомничениот полицијата го уапси вчера околу 11 часот и 30 минути на градските гробишта во Кавадарци. Тој во изминатите 24 часа беше задржан во полициската станица во Кавадарци. Предлагам режија да ја слушнеме изјавата на портпаролката на секторот за внатрешни работи во Велес за овој дел од постапката. При обавениот разговор со осомничениот во просториите на полициска станица Кавадарци утврдено е следново. На 9 ноември 2014 година околу 16 часот осомничениот се упатил во куќата на родителите на неговата сопруга, со која се во бракоразводна постапка, и по кратка расправија со сега починатата Билјана и нејзината ќерка Снежана со огнено оружје, пиштол кој го носел со себе, испукал кон нив по еден куршум во предалот на градите. Потоа се качил на спратот од куќата каде бил Илија, во кој испукал еден куршум во предалот на градите и веднаш го напуштил лицеместото. Од здобиените повреди на лицеместо починале сопружниците Билјана и Илија, додека нивната ќерка Снежана им подлегнала на повредите во општата болница во Кавадарци. Денес осомничениот ТС на возраст од 40 години од Кавадарци со кривична пријава поради основено сомнение за сторено кривично дело убиство е изведен пред надлежен јавен обвинител. Инаку осомничениот претходно е пријавуван за кривични дела насилство, кривично дело телесна повреда и кривично дело одземање малолетник.